За да се разгледа грбот и неговото значење, неопходно е да го разгледаме системот кој се занимава со грбовите – хералдиката. Хералдиката ги истражува символите кои се аплицирани на штит, но и на шлемот на војната облека, но кои од штитот излегуваат и се аплицирани на разни објекти и предмети. Символите брзо го наоѓаат своето место и на оружјето и на војната опрема. На античките вазни гледаме многу војни со штитови на кои се насликани символи. Луѓето се поистоветуваат со нивните магиски карактеристики на символите. Употребата на символите е двозначна. Луѓето се поистоветуваат со символот, но и символот бил поистоветуван со својот носител. Наједноставна дефиниција е дека хералдиката е наука за грбот. Но хералдиката е систем на правила и принципи за создавање и носење на грбови. Хералдиката е наука кој што го проучува тој систем, особено неговиот историски развој. Хералдиката е наука за грбовите. Хералдиката е наука која го истражува тој систем и неговиот историски развој. Но таа е и систем на правила и принципи за создавање и носење грбови, како и севкупност на грбови определена преку некои критериуми. Хералдиката е интердисциплинарна наука која опфаќа историја, уметност, право, филозофија и така натака. Хералдиката е социокултурен феномен, чиј почеток е во западноевропското феудално општество. Улогата на благородништвото и концептот на неговата наследност се негови основни карактеристики. Нивото на писменоста и природата на комуникација се сведувала на вербална и символична. Палетата на символи особено се проширува преку содејство со истокот. Како систем на символи кои пренесуваат информација, освен како текст во рицарските турнири, хералдиката оформува еден метатекст на односи – слобода и собственост. Единствено слободните субјекти на правото имаат право на грб, а механизмот за давање и добивање грб е во надлежност на повисоките хералдички власти. Затоа грбот е правна институција и најважен знак на идентификација. Занимавањето со ликовните символи ја става хералдиката на посебно место во науката и во уметноста. Првиот историски официјално доделен грб е оној на Џефри Плантагенет од страна на Хенри I крал на Англија на 10 јуни 1128 година во Руен, Франција. Денес, 10 јуни, е прогласен за светски ден на хералдиката. Символите обстојуваат од секогаш и се развиваат во зависност од општествениот момент. Хералдиката се раѓа со развитокот на културата и односите во феудалното општество во Европа. Писменоста била резервирана за свештенството, а во обичната комуникација се употребувале визуелни символи. Всушност, и самото писмо е друг систем на символи, кои се нарекуваат букви, односно нивниот визуелен дел графеми. Но, од посебно значење е развојот на еден систем на наследни символи кој настанувал во Европа во 12 век. Тоа е хералдиката. Обштествените односи во феудалното општество довеле до раѓање на еден нов слој од помладите синови на феудалните господари. Имотот бил неделив и бил наследуван од најстариот син, додека другите, освен финансиската подкрепа, немале многу други права на имотот. Еден дел од нив се школувал за свештеници, додека другиот, поголемиот дел, го барал својот дел во општеството. Од нив се раѓа една нова класа, класата на витези. Поради развојот на воената опрема и техниката на војување, оклопот станувал се поголем и покривал поголем дел од човечкото тело. Природната идентификација на војните преку ликот била невозможна, па идентификацијата се вршела преку визуелните символи насликани на штитот, челенката и на мантијата на војнот. На бојното поле борбата била од помали единици кои се бореле под знамето на својот господар, па се појавила потреба од идентификација на одделните единици како на својата страна, така и на непријателската. Затоа биле потребни јасни символи кои се еднозначни и не се повторуваат. Во текот на походите за ослободување на светиот град Ерусалим и Христовиот гроб, најчесто употребуван символ бил крстот. Идентификацијата и командувањето на поединци и единиците станувало многу тешко.
Така се појавила потреба од дефинирање на еден систем на организација на символите. Во 1188 година постигнате договор воините кои потекнуваат од различните земји да се идентификуваат преку крстови со различна боја и на различна заднина. Европјаните во контакт со цивилизациите на истокот се среќавале со многу богат спектар на символи. Враќајќи се, со себе понеле големо мноштво нови символи кои за секогаш ќе ја збогатат европската символистика. Значаен елемент за развојот на хералдиката како систем на символи се витешките турнири, кои настанувале во 10-тиот век. Тоа биле забавни настани во кои се надпреварувале само витези, а служеле и за забава на народните маси кои биле публика. Турнирите се одржувале на панаѓурите и представувале повеќе дневни настани во кои во повеќе дисциплини се надпреварувале витези со докажано благородничко потекло. Тие биле настани со богата символичка представа. Имало представување на грбовите на сите што учествуваат. Витезите имале помошници кои биле облечени во облека во боите на грбот на витезот. Имало и изложби на шлемовите и на челенките со кои биле украсени шлемовите. Хералдите ги организирале турнирите и се грижеле за нивната регуларност. Хералдиката може да се дефинира и како активност на хералдот. Покрај турнири се занимавале со церемонии, носеле покани и други важни пораки до соседните кралства што биле претходници на денешните дипломати. Хералдите биле гласници и поради тоа зборот хералд подоцна го презел ова значење. Хералдите ги најавувале витезите кои доаѓаат на рингот со дување во рог и ги читале на глас грбовите, кажувајќи го нивното родословие и воспевајќи ги нивните подвизи. Читањето на грбовите или нивниот опис се вика блазонирање од старогерманскиот збор блазон, што значи дување во рог. На турнирот можеле да учествуваат само благородници. Затоа хералдите добро ги познавале грбовите на витезите како и нивните предци и роднини. Воделе евиденција и списоци на тие грбови во книги наречени грбовници. Така, првите грбовници се јавуваат околу 1250 година. Познавањето на грбовите и семејните врски, хералдите полека ги внесувале во службите на феудалните господари и на самиот крал, бидејќи познавањето на грбовите било од непроценлива важност на бојното поле. По битките, хералдите ги потпишувале и настраданите во битките, идентификувајќи ги според грбовите. Преговарале и за ослободување на затворени витези, се разбира за откуп. Од широкиот спектар на активности, на хералдите им останала само една, и тоа во сферата на утврдувањето на стандардите за креирање, поседување, пренесување на грбовите и на другите хералдички достигнувања. Тие ги утврдувале правилата со креирање на грбови, кои со векови биле дел од тајната, кои не се запишувале, туку усно се предавале од генерација на генерација. Грбот бил насликан на штитот, кој бил направен од дрво, најчесто прекриен со кожа врз која се сликало, но често и релјефно се украсувало со форми од варена кожа и жица. Символот насликан на штитот станал постојан и се пренесувал од татко на син. Поради фактот што овие символи имале и улога на идентификација и за да се избегне препознавањето на грбовите, тие морале да се разликуваат еден од друг. Првите грбови биле штитови поделени во две бои, кои давале доволен контраст за да бидат препознатливи од далеку, или пак имале еден амблем. Крстоносните војни и допирот со источните култури довеле до многукратно збогатување на символиката која се употребувала на штитот. Неопходен додаток на воената опрема бил и плаштот, со кој железните витези се заштитувале од медитеранското сонце. Така, шлемот со овој детал и штитот станале неразделни делови на грбот. На шлемот се наоѓала и челенка, апликација направена од жица, кожа, дрво, која го држал плаштот. Челенката представува еден важен дел, амблем во хералдичкото достигнување. Грбовите
може да бидат на поединец или семејство, и тогаш станува збор за личен грб. Ако носителот е заедница, организација, фирма, тогаш станува збор за корпоративен грб. А ако носителот е географски ентитет, град, област, територија, зборуваме за месен грб. Доколку грбот е врзан со определена функција, тогаш постои грб на функцијата. Посебна категорија се црковните и државните грбови. Најнапред, грбот бил личен и користен на бојното поле, но брзо се проширувала неговата употреба. Грбови набргу почнале да употребуваат и обични луѓе и различните општествени и трговски заедници. Така, црковните лица почнувале да употребуваат грбови од 1200 година. Граѓаните, жителите во градовите, од 1220 година. Уметници од 1230 година. Градовите од крајот на 12 век, потоа корпорациите од 1240 година и така натаму. Во повеќето индоевропски јазици, зборот грб е ист со зборот за оружје. Во македонскиот, како во останатите словенски јазици, зборот грб потекнува од германскиот збор ербе, што значи наследност. Во постарите словенски ракописи се среќаваат и термините знамение и цимер, што всушност представува унгарскиот збор за грб. На почетокот, луѓето сами си ги избирале грбовите по сопственото наоѓање, но природната популарност на некои символи, како например крстот, лавот и на орелот, брзо довеле до потребата од регулирање во оваа област. За тоа биле задолжени хералдите. Во некои земји, правото да доделуваат грб целосно го зеле владетелите, казнувајќи го носењето на грбот без документ за доделување на грбот. Во други пак, носењето на грбовите е право на сите оние што ќе се ангажираат да си обезбедат еден, направен според правилата на хералдиката, кој не е ист со некој постоечки. За да се обезбеди ова, потребно било тело кое ќе води грижа за регистрирање на грбовите во употреба на една дадена административна територија. Сите овие се фактори за подлабок развој на хералдиката како наука со особени достигнувања и како уметност, ја прави таа да зазема важно место во животот на луѓето. Хералдиката представува и систем на правила кои го регулираат создавањето, блазонирањето, опишувањето, пренесувањето и наследувањето, употребата и менувањето на грбот. Грбот е потрајна наследна ознака за идентификација на одделни личности, фамилии, корпорации, политички и црковни установи, организации и држави, функции, територии и населени места, изразени со ликовни средства, знакови и бои според хералдичките правила, при што грбот е основен елемент на хералдиката. Основно својство на грбот е трајниот карактер. За еден амблем да биде грб, тој мора да е трајна ознака, што се обезбедува преку наследност, кога станува збор за лични и семејни грбови, а доколку станува збор за неличен носител, грбот треба да е потраен, во смисол да не се менува низ времето со промена на носителот на власта, управата и така натака. Токму од наследноста на македонски, како и другите словенски јазици, го добиваме и самиот збор грб од германскиот збор ербе, што значи наследно. Основна употреба на грбот е како ознака за идентификација. Главната улога на грбот е визуелната идентификација на носителот на грбот. Со него се идентификува грбоносецот, носителот на грбот, неговата позиција, достоинство, неговиот имот, предмети и друго врз кое армигерот полага право. Станува збор за визуелна символична идентификација. Идентификацијата може да биде остварена и со други средства, како текст, пишано име, но не е потребно да се удвои идентификацијата и со грб и со пишано име на грбоносецот. Затоа, името не се става на грбот, ниту пак одат заедно. Исклучок се грбовниците, каде што името на армигерот се јавува само како легенда. Секој грб има армигер, односно носител на грбот, грбоносец, кој може да биде само физичко или правно лице.
Под физичко лице се подразбира поединец или поединци поврзани во семејство. Од друга страна, правно лице во хералдичка смисла се корпорации кои може да бидат фирми и разни здруженија, вклучувајќи и универзитети и цркви. Понатаму, грбоносци може да бидат територијални единици како региони, области, општини, градови и населени места кои мораат да имаат некаков правен статус. Земјата, неопределена од некаква конкретна администрација, не може да биде носител на грб. Народ не може да биде носител на грб. Во средниот век, грбовите им се препишувале и на историски личности, од дамнешни времења, но и на концепти како на смртта, љубовта, ѓаволот. Во тие припишани грбови спаѓаат и земните грбови за земји кои реално не можеле да имаат грб, но поради историската важност понекогаш преминуваат во вистински територијални грбови. Понатаму, одредени функции, позиции можат да бидат армигер. Тие не го представуваат оној кој ја држи таа функција, туку самата функција, како на пример претседателскиот грб. Грбот представува визуелен и ликовен символ кој се состои од штит со едно или повеќе полиња и емблеми представени на него. Во хералдиката, елементите и боите на грбот е важно да можат да се представат строго хералдички со блазон, за да може некој кој дотогаш го нема видено грбот да го репродуцира тој грб. Доколку тоа не е исполнето, тогаш во суштина не зборуваме за грб, туку за еден штитовиден или грбовиден амблем. Иако грбот може да биде представен и на друг начин, каде не се употребуваат бои како резба, гравура, интарзија и слично, сепак тие разни шари представуваат конкретни бои. Хералдиката познава само полни бои и од нив изведени хералдички шари. Боите можат да бидат метали, злато и сребро, често представени преку жолта и бела боја, и бои црвена, зелена, сина, пурпурна и црна. Одредени хералдички животни и предмети можат да бидат природно обоени, имајќи и други бои и нијанси. Шарите пак се хералдички крзна, како и шари кои се добиваат со хералдичките делења и посејувања. Еден амблем или символична композиција да биде грб, потребно е да се задоволат хералдичките правила. Грбот покрај уникатен треба да биде едноставен, за да може да биде лесно предпознатлив дури и на поголемо растојание. Грбот треба да има што е можно помал број на елементи кои се универзални. Пример за добри грбови се општинските грбови на Охрид, Радовиш, Свети Николе и општина Центар. Еден амблем или символична композиција да биде грб, потребно е да се задоволат хералдичките правила. Правилата на хералдиката се развивале во текот на многу векови и не постои конкретна листа со одреден број правила. Тука за илустрација ќе изнесеме неколку. Грбот мора да има јасно дефиниран штит. Иако видот на штитот може да биде разноврсен, сепак мора да има препознатлив штит со некоја од хералдичките форми. Грбот се состои од штит со едно или повеќе полиња од амблеми во хералдички позиции. Меѓусебниот однос на полињата треба да биде според дефинираните хералдички правила. Истото важи и за амблемите кои мора да се во одредени позиции на штитот, во зависност од бројот и видот на амблемите. Полињата и амблемите се сметаат како слоеви на штитот. Ова игра најбитна улога при блазонирањето на грбот. Правилото на боите. Основното правило кое вели дека метал не се става на метал и боја на боја. Ова правило произлегува од претходното. Најглавни фигури се чесните фигури, односно ординариите. Главни хералдички амблеми се ординариите појас, столб, крст, превес, лев превес, стропило, чело и основа. Тие се основни фигури кои имаат и своји потесни форми кои се нарекуваат субординарии. Страните на штитот се определуваат од страна на штитоносецот. Односно, хералдички лево е десно, а хералдички десно е лево. Животните се свртени кон десно. Основната положба на животните е кон десно. Доколку е поинаку, тоа треба да се нагласи посебно.
Животните и предметите се представуваат во стилизирана хералдичка представа. Често, хералдичката представа на животните и предметите е дефинирана низ вековите и понекогаш нема многу сличност со биолошката представа. Па така, морскиот коњ е половина коњ, половина риба. А пак морското конче, какво што се среќава во морињата, се вика биолошко морско конче. Грбот има 3 представи. Грбот може да се представи на 3 начини. Мал, каде се прикажува само штитот, среден, каде се прикажува штитот со челенка и девиза, доколку има, и голем грб, каде се представува целосното хералдичко достигнување со шлем и мантија и дополнителни незадолжителни елементи како подножје, штитодржачи, ордени, елементи на функција и голема мантија. Грбот може да има мантија само доколку има шлем со челенка. Мантијата е составен дел на шлемот и челенката. Мантијата е со боите од штитот. По правило, мантијата е во главната боја од штитот, а нејзината постава од главниот метал. Еден од главните предмети на хералдиката е опишување на грбовите. Тој технички опис се нарекува блазон и тој ја представува суштината на грбот, кој за хералдиката е поважен од ликовниот приказ на грбот емблазон. Процесот на опишување на грбот се вика блазонирање. При тоа, блазонот мора да биде јасен и недвосмислен, така да секој хералдичар или хералдички уметник може да го емблазонира, ликовно да го представи токму тој грб. Зборот блазон потекнува од францускиот јазик и буквално значи штит. Во македонскиот јазик тој доаѓа преку современиот англиски јазик во кој зборот блазон означува технички опис на грбот. Хералдиката покрај со грбот се занимава и со хералдичките знамиња и беџевите. Сите хералдички елементи што ги поседува грбоносецот, грб, хералдички знамиња и беџеви, представува хералдичко достигнување. Основниот облик на грбот е малиот грб кој се состои само од штитот. Грбот се состои од поле, површината на штитот, или полиња доколку штитот е поделен, и фигура или фигури. Полињата на штитот и фигурите се карактеризираат со боја. Боите можат да бидат метали, злато и сребро, или тинктури, црвена, сина, зелена, црна и пурпурна. Како посебна боја се сметаат крзната, хермелин и верверица. Иако не може да се зборува за значењето на боите како нивна апсолутна карактеристика, сепак низ историјата се провлекуваат значењата поврзани со боите. Злато, светост, трајност, богатство, правда, милосрдие, разбирање, углед, храброст. Сребро, невиност, чистота, мудрост, радост. Црвена, крв, кралство, храброст, слобода, љубов. Сина, верност, постојаност, отменост. Зелена, младост, растеж, плодност, здравје, убавина, надеж. Пурпурна, благочестивост, сувереност, умереност. Црна, тага, мудрост, цврстина, црква. Друга хералдичка боја е природна. Се користи кога се опишува некоја хералдичка фигура која е представена на грбот со своите природни бои и текстури. Например, човечкиот тен се представува со розевкаста боја или пак оклопот се представува со челично сива боја. Кога некоја птица е обоена природно, тогаш се представува со нејзините природни бои. Не станува збор за фотографско пренесување, туку сепак за едно традиционално поимање на природните бои на хералдичките фигури. Полето може да биде од крзно, што потекнува од праксата дрвениот штит да се прекрива со разни видови кожи и крзна. Најзастапувани крзна се хермелинот и верверичката. Хермелинот е на сребрено-црни опавчиња, верверичката пак представува крзно сошиено од кожа на верверички, каде белиот дел го представува мешето на верверичката. Другиот дел традиционално е син. Покрај основните бои на полето постојат и два вида на хералдички шари. Едната е кога полето е поделено повеќе пати. Втората се добива кога на полето се посеани голем број мали фигури.
Обликот на штитот се менувал во зависност од периодот и од модата и вкусот. Во описот на грбот не влегува обликот на штитот, туку понекогаш влегува во дополнителен опис. Основни видови на штитови се варијашки, наедноставниот и најстар хералдички штит кој има приближно триаголен облик со заоблени страници кои можат да бидат со помал или поголем радиус. Шпански, каде страниците се паралелни, а на дното завршуваат во полукруг, и француски или квадратен. Од декоративните штитови се германски, несиметричен штит кој има отвори од страните, кој во времето на турнирите служел за на него да се потпре копјето, и ренесансен штит, сличен на класичните форми, но со повеќе заоблени линии. Штитот може да биде од едно поле, целиот штит исполнет со иста боја, или да биде поделен на неколку полиња. Основните поделби на штитот се расечен вертикално, пресечен хоризонтално, скосен диагонално од горниот десен до долниот лев агол, лево скосен диагонално од горниот лев до долниот десен агол, на крст хоризонтално и вертикално, на салтир по двете диагонали, на шеврон од долните краци на двете диагонали. Освен обични, можни се и повеќе кратни поделби. Тие можат да се повторуваат или да се комбинираат. Линиите на поделба, освен права, можат да имаат и многу други различни облици. Бројот на вакви линии на поделба е многу голем. Некои од нив се лаковидна, брановидна, градобранска и облаковидна. Основниот, малиот грб, се состои од штит и една или повеќе хералдички фигури. Хералдичките фигури се делат на чесни и обични. Чесните фигури се ординариите, основните геометриски фигури, како и нивните деминутиви. Обичните фигури се делат во неколку основни групи. Крстови, животни, птици, ѕверови, хуманоиди, небесни, флорални, оружја, секојдневни предмети и разно. Основните ординарии, чесните хералдички фигури се столб, представува вертикална лента која зафаќа 1/3 од ширината на штитот и која минува низ центарот. Појас представува иста таква, но поставена хоризонтално. Превес е диагонална лента која започнува од горната десна хералдичка страна. Лев превес е во спротивната диагонала. Крст се образува со пресек на столб и на појас. Андреев крст, салтир, се образува со пресек на превес и на лев превес. Глава представува лента поставена во горниот дел на штитот. Основа представува иста таква во долниот дел на штитот. Некои од овие фигури имаат и деминутиви, кога нивната ширина е помала од онаа на основната чесна фигура, односно ординарија. Столбот ги има гредата и стапот, додека пак појасот ги има ременот и врвцата. Дадената ширина зависи од распоредот на фигурите на штитот. Ако ординаријата се наоѓа помеѓу други фигури, таа е малку потесна, а доколку на неа има друга фигура, тогаш таа е поширока. Од обичните фигури, крстот е најчесто среќаваниот символ во хералдиката. За да се разликуваат едни од други, тие носеле крстови во различни бои на различни позадини, но тоа не било доволно за идентификација. Затоа се развиваат најразлични форми на крстови и нив ги има неколку стотини. Наедноставен е крстот како чесна фигура, образуван од пресек на столб и појас. Додека крстот како наедноставна фигура е правиот крст, кога должината и ширината на секој поединачен крак е еднаква, односно тој е обликуван од 5 квадрати. Најпознат е грбот на Швајцарија и знакот на црвениот крст. Латинскиот крст, крст чиј подножен крак е 2 пати подолг од останатите. Андреевиот крст, салтир, крст образуван од пресек на превес и лев превес. Поврзан е со преданијата за Свети Андреа, од каде доаѓа и називот. Архиепископски крст е латински крст со помала пречка над средишната.
Таков е крстот на грбот на Словачка. Тролисниот крст е најпопуларниот во Македонија. Краците му завршуваат во форма на тролисна детелина. Кај нас често го сметаат за православен крст, но во хералдиката за православен крст се смета рускиот. Котвест крст. Краците му се расцепени и засукани во форма на котва. Често се среќава во македонските археолошки наоѓалишта како камена пластика во средовековните цркви, како символ на верата. Малтешки крст. Крст чии краци се стеснуваат кон пресекот и на врвот се наострени кон пресекот. Познат е и како осмокрак крст. Најдобро познат по употреба како беч од страна на суверениот воен ред на Малта. Ерусалимски крст. Комплексна фигура која се состои од средишен голем крст, меѓу чии краци е подставен по еден помал крст. Крстовите се со еднакви должини на краците. Овој символ е користен како ознака на крстоносното Ерусалимско кралство. Тевтонски крст, чии краци се пошироки на краевите и се стеснуваат кон пресекот. Во дадени случаи е користен како ознака на тевтонските витези, па од тука и името. Тевтонски крст на вера. Тевтонски крст со потенки краци, каде долниот крак е раздвоен како сидро. Овој крст се среќава на многу капители во Македонија. Православен крст. Во хералдиката овој крст се нарекува православен или руски крст. Македонски, велјушки крст. Најпрепознатливиот крст од Македонија. Декоративен крст кој се наоѓа взидан во црквата во Велјуса. Ранковскиот крст. Крст од грбот на Ранковце, од манастирот во Псача, инаку е крст кој има лилјани меѓу краците. Несомнено, лавот е најчесто среќаваниот хералдички ѕвер. Лавот од древноста па до денес представува символ на моќ, храброст, бестрашност, сила, но и на заштитништво, доблест и благородство. Неговата појава во европската хералдика би требало да се бара во источните символиски влијанија донесени со крстоносните походи во светата земја. Денес, огромен дел од европските држави, како символ на својот грб, го носат лавот. Некои примери се Англија, Шкотска, Данска, Естонија, Белгија, Бугарија, Чешка, Шпанија, Норвешка. Се разбира, лавот е и најчесто среќаваниот символ на Македонија. Поради големото присуство на лавови во грбовите, а во согласност со хералдичкиот принцип за уникатност, за определување на амблемот на лавот, потребни се и други три карактеристики. Позата на лавот, положбата на главата и видот на опашката. Овие карактеристики можат да се јавуваат и кај други животни, но далеку помалку. Лавот е најчестиот символ во грбовите. За да се задоволи правилото на хералдиката за уникатност, за да се определи символот на лавот, потребни се и уште три работи. Позата на лавот, позицијата на главата и видот на опашката. Овие карактеристики ги среќаваме и кај другите животни. Лавот може да се сретне во 8 основни и уште многу други дополнителни положби. При блазонирањето на лавот покрај бојата на лавот, неговата положба, положбата на главата и формата на опашката, се блазонира и бојата на канџите и на јазикот, при што се користи терминот вооружен. Најчесто среќаваните положби на лавот се: разгневен представува основен и најчесто среќавана положба на лавот во хералдиката, во која истиот е прикажан подигнат на една задна, а предните се исправени нанапред, една над друга. Исправен представува лав кренат на задните нозе со двете предни заедно кренати во воздух. Оваа положба е поретка за лавот, но пак се среќава кај други четириножни хералдички ѕверови и животни, како на пример коњот. Воот представува лав со крената предна десна шепа, а сите други на тло. Стоечки прикажува лав со сите четири нозе на земја, при што предните најчесто една до друга, а задните во расчекор. Седнат
Прикажува лав седнат на карлица со предните шепи на земја. Ако лавот е целосно завртен кон гледачот, станува збор за лав во пресред. Легнат, лав легнат на стомак, но со исправена глава, а доколку и главата е спуштена, тогаш лавот е заспан. Положбата на главата може да биде вперена, кога главата е вперена кон гледачот, или свртена, кога главата е свртена во спротивен правец од телото. Опашката пак може да биде раздвоена, кога опашката е разделена на две, но со еден корен, додека двојна опашка е кога лавот има практично две опашки. Опашката може да биде уште и преплетена, кога е врзана во јазол. Главата на лавот може да биде крунисана, а често грбот може да држи некој предмет, најчесто некое оружје. Покрај лавот од животните најчести символи се конјот, елен, вол, мечка, куче, а од морските морска ѕвезда и школка. Она што е лавот меѓу хералдичките ѕверови, тоа е орелот меѓу хералдичките птици. Оваа граблива птица се нарекува цар на небото и представува втор најчесто среќаван хералдички символ. Како символ, орелот е постар од хералдиката и е користен уште од древноста во Персија, Рим, а подоцна Византија и државата на Карло Велики. Денес, орелот во некоја своја форма е дел од грбовите на голем број европски земји, како Германија, Австрија, Полска, Русија, Србија, Албанија, Црнагора и така натака. Орелот може да биде едноглав или двоглав. Опис на птиците се осврнува на две главни карактеристики. Тоа се положбата на телото и положбата на крилјата. Дополнително може да се опишува бројноста на главите, тоест дали има една или повеќе, како и насоката на која е свртена истата. Тука се користат истите термини како и кај лавовите. Положбата на телото на орелот се припишува и на другите хералдички птици. Основни положби се во приказ. Орелот е прикажан со крилјата и нозете прикажани на двете страни од телото, свртено кон наблюдувачот. Во полет, телото е прикажано свртено настрана со главата, устремена нагоре, со крилјата и исправени како за полетување. Во лет, телото е прикажано свртено настрана, со главата устремена нагоре, но нозете и крилјата се во некоја од можните положби. Во напад, телото е прикажано свртено настрана надолу, како во пикирање. Главата е устремена напред и надолу. Крилјата можат да бидат прикажани и собрани, но најчесто се само отворени. На плен, орелот е врз некој плен, често зајак, и со клунот јаде од пленот. Крилјата можат да бидат прикажани растргнати на двете страни од телото, така што и двете се гледаат во целост. Често крилјата се прикажуваат расширени, кога се подигнуваат така што врвовите на истите се насочени нагоре, или пак отворени, кога крилјата се подигнати, но врвовите им се насочени надолу. Главата на орелот или на кое било животно може да се представи на два начини. Одсечена, кога вратот е уредно исечен, или откината, кога вратот е откинат и има делови кои недостигаат. Главата може да биде уште и крунисана кога има круна, или оглавена кога на вратот има ставено железна алка со или без ланец. Честопати оглавот може да биде круна и во тие случаи се работи за окрунета глава. Покрај орелот од птиците најчести символи се сокол, буф, врабец, петел, паун и ној. Од другите фигури кои се наоѓаат на грбовите се следните. Од митолошки ѕверови се грифон, половина лав, половина орел. Телото, задните нозе и опашката од лав, а главата и предните нозе од орел. На главата има уши од лав. И пегас, еднорог, крилат конј со или без рог на челото. Од хуманоиди, човек представен во многу форми, разни функции и со тоа во разни облеки, вклучително и оклоп. И ангел, човек во бела облека со крила. Покрај целото човечко тело фигури се и неговите делови: глава, рака, нога, но и делови од облека: мантија, ракав, круна и шлем. Од флоралните фигури најчест е дабот,
маслина, ловор, роза и бршлен, а од небесните тела сонце, месечина и звезди. Од оружје присутни се разни видови мечеви, копје, секира, лаки стрели, кула и тврдина, а од градбите замок, мост, црква. Од предмети употребувани од разни професии можат да бидат морепловни, брод, сидро, кормило или алати, чекан, клешти, пила, ножици. Од музички инструменти харфа, лира, кларион, рок, а за наука и образование перо, книга, свекник. Грбот покрај штитот има и надворешни елементи: шлем со мантија и челенка, или круна и девизач, и други елементи како штитодржачи, постамент, ордени и друго. Шлемот се наоѓа над штитот и се потпира на него, и по правило е представен во сиво-железна боја. Челенка представува украс на шлем. Челенката често содржи фигури од штитот или рогови, крила, пера и перјаници од ној или од паун. Под челенката е прицврстена мантија, која представува парче ткаенина. Таа има лице кое секогаш е во боја и постава која најчесто е метал, а понекогаш и крзно. Под штитот обично се наоѓа лента со надпис кој се нарекува девиза. Тоа е кратко мото напишано најчесто на латински, но и на француски, германски и англиски јазик, а кај нас и на старословенски и на македонски. На лентите не се пишува името на грбоносецот, освен ако не станува збор за грбовник. Круната најчесто го означува општествениот ранг на носителот на грбот. Таа се поставува веднаш над шлемот или, доколку нема шлем, веднаш над штитот. Круната може да биде и мурална за грбови на територии и населени места. Во круни спаѓаат и црковните капи, митри. Штитодржачи се две фигури кои стојат од двете страни на штитот и го држат. Штитодржачите можат да бидат хуманоиди, луѓе во разни облеки, ангели, сирени, дивјаци, животни, лав, конј, елен, мечка, птици, сокол, орел, чапја, митолошки суштества, грифон, еднорог, змеј, крилест лав. Штитодржачи може да се две идентични фигури, но и различни. Доколку грбот има штитодржачи, тие можат да бидат поставени и на подножјето. Подножјето може да биде од рит обременет со некои флорални символи или пак стилизирана основа од архитектонски вид. Ако грбоносецот е носител на ордени, тие се изложени на грбот. Доколку орденот е на гердан, тој се представува околу штитот, каде орденскиот знак се представува најдолу. Орденска лента излегува од под штитот, а орденскиот знак виси долу. Ако се прикажат повеќе ордени на лента, највисокиот по ранг е во средината, а потоа наизменично лево па десно се редат другите. Одредени звања или позиции дозволуваат зад штитот да се поставуваат знаци за ранг. Адмиралите можат да поставуваат две вкрстени сидра, маршалите и повисоките генерали да поставуваат вкрстени маршалски генералски палки. Хералдите поставуваат вкрстени хералдички палки. Кај црковните грбови, знаци на ранг се папската амбрела, вкрстените клучеви, жезолот, пастирскиот стап, крстот и меч. Големата мантија е детал кој е резервиран за највисоките авторитети или титули. Таа ги опфаќа сите други елементи на грбот, освен кај црковните грбови, кога крстот и жезолот се зад големата мантија. Во кралските грбови таа е поставена со хермелин. Хералдиката започнува во 11 век во Централна Европа и бргу се проширува на целата територија на некогашното Западно Римско царство и полека се шири и кон некогашното Источно Римско царство, но повеќе преовладува како декорација и мотиви отколку со сите своји правила за составување, употреба и наследување на грбот. Хералдичките мотиви во Македонија се присутни уште од самиот почеток на хералдиката. Во црквата Свети Пантелеймон во Нерези, крај Скопје, подигната во 1164 година од византискиот принц Алексеј Комнен,
се насликани 6 свети воини, сите представени со штитови. Свети Теодор Стратилат е представен со издолжен штит, типичен за 12 век. Штитот е поделен на крст зелено и црвено. На штитот ист таков облик кој го држи Свети Теодор Тирон се наоѓа златен пресечен кентаур. Полето е декорирано со представи на мали 8 краки сонца. Свети Димитри е прикажан со штит на кој бојата на полето не може да се утврди. Во горниот дел од штитот се видливи делови од глава на животно со златна боја. Најверојатно станува збор за глава на лав. Хералдичката поза на лавот не може да се утврди бидејќи недостасува најголемиот дел од телото. Она што е интересно се мотивите на осумкракото сонце, кое се повторува околу главата на лавот. Великодостоинствениците од Македонија во средниот век на своите монети и печати користеле цели хералдички грбови, шлем со челенка или пак хералдички фигури. Во илирските грбовници се среќаваат грбовите на семејствата Марњавчевиќ и Бранковиќ, кои владееле со Македонија се до крајот на 14 век. Грбот на кралот Волкашин и подоц на кралот Марко представува сребрен орел на црвен крст меѓу 4 сини огнила. Грбот на семејството Бранковиќ пак представува лав меѓу 2 рога. Символите имаат посебно место во колективното живење, особено кога станува збор за идентификација и идентитет на една група, колективитет, па дури и на нација. Посебно место заземаат државните символи, како средство за идентификација со историјата, културата, вредностите и надежите на една земја. Државни символи се грбот, химната и знамето. Државниот грб треба да е хералдички. Актуелниот грб на Република Македонија не е хералдички, туку го одразува социјалистичкиот стил од Советскиот сојуз од 20-тите години на минатиот век. Затоа е потребно усвојување на друг грб, заснова на богатата хералдичка традиција поврзана со грбовите на Македонија. Нивното формирање низ историјата е мощне важно за процесот на формирање на народите и нациите, а станува многу важно при додефинирање или пак редефинирањето на вредносниот систем, особено во текот на тектонски промени во живеењето на една нација.